Како што најавив гостин во Ноќно студио вечерва е председател на собранието Талат Џафери. Добро дојдовте, господине Џафери. Добро дојдов. Што сега? Што ќе се случува сега? Го донесовте законот, како што се донесе. Председателот вика не го потпишувам законот. Ние чекаме сега реализација на обврската уставна која што произлегува од член 75 од уставот при повторното гласање на законот по претходната суспензија, односно вето на председателот. Мнозинството пратеници од вкупниот број во случаев 64 нив и плюс 24 во второто гласање по Бадинтер се решило законот да го донесе по втор пат и уставната одредба е обврска на председателот да го испочитува уставот за да го потпише. Обврска, но председателот вика не го потпишува. Имало случаи кога и во минатото кога председателот не го потпиша. Тоа е веќе личен избор. Личен избор, но тоа значи дека законот не може да стапи на сила. Тоа е прекршување на уставот. Законот за привилегиите на пратениците кој председателот Борис Трајковски одби да го потпише и по втор пат никогаш не стапи на сила, например. Па добро, ја не можам да зборам за тој моментум, затоа што во тоа време не сум бил пратеник, но во суштина преседаните кои што се правеле во времето го доведува во ситуација да више ние немаме устав, односно да немаме точно регулатива, него имаме преседан, искуство. Колку што ја знам, нештата функционираат врз база на пропис, а тоа е уставот, као највисок орган, односно највисок акт правен, кој што регулира односите општи, а преседаните се надвор од тоа. И во тој контекст се остава на волја на тие што го направиле тоа. Но тоа не значи дека се во право со тоа, затоа што одредбите се изричити, не се одредби кои што може да се толкуваат. Член 75 е изричит. По повторното гласање на законот и доколку законот добија мнозинство гласови од вкупниот број, председателот е должен, и тоа е изричита одредба. Председателот вика не го потпишува. Прашањето е како стапува на сила или нема да стапи на сила. Тоа е друго прашање кое што Тоа е друго прашање кое што следат процедурите понатаму. Јас ги анализирам сите аспекти од процедурите. Има време уште до оно што треба претходното, значи ако при првото гласање на законот и при поднесувањето на указот до председателот рокот е во рок од 7 дена, тоа подразбира по дефолт истиот е рок. Значи тоа не може да биде поинаков рок, затоа што се работи за обврска на председателот на државата. Исто како што и по однос на доделување на мандат е определен рок, во кој рок треба да определи мандат за мандатарот, и тоа се одредби изричити, тоа не се толкуваат, а сега правото да си го толкува, тоа е фактички прекршување на одредбите од уставот, но јас се оставам на резонот да рефлектира председателот по однос на потребата во интерес на државата, во интерес на граѓаните, затоа што евентуалната, значи негова одлука си прави преседан не само за овој закон, за било кој друг нареден закон. Не е преседан, има не случај. Па затоа е случај, ама тоа се преседани, тоа е више воспоставена пракса да се злоупотреби она и он го има врз база на тие преседани. Ама тоа не значи, пракса воспоставена. Ивано вика не го потпишува. Видете сега, ама тоа не значи дека ако мојот претходник или вашиот претходник прекршил некое правило, тоа не сме да стане правило. Разбирате? Сега, јас требаше да бирам меѓу два зла. Да постапувам по нешто што ќе се навлезе со години да се дебатира и да се врати сликата на собранието како што беше претходно блокирано собрание по не знам какви процедури, и да изберам можноста меѓу две правила или меѓу два правила, два прописа да изберем постариот пропис кој е. А според логиката на иерархијата на нештата, уставот е постар од сите други закони кои што произлегуваат од него, вклучувајќи го и деловникот како таков, и јас се решив да спроведувам уставна норма. И во тој контекст мислам дека произлегуваат сите обврски, и јас разбирам дека може би краткорочно сиот оној гнев што се
излива сега врз пратениците, врз собранието, ајде да кажем и врз мене сум бил свесен за тоа, но долгорочно, откако ќе помине све ово, ќе сватат сите дека сум бил во право што не сум дозволил собранието да биде блокирано со една процедура која што ќе требаше со денови, можеби со години, да седиме секој ден, цел ден, да слушаме само работа по дебата по амандманите, за да испочитуваме некоја си политичка одлука. Ова више не е процедура, затоа што јавно е искажено, како одлука партиска, дека ќе направат све за да се изблокира носењето на закон, да се блокира носењето на закон. Значи не била намерата стварна дека треба да се поправи нешто. И како што знаете, јас и претhodно сум го кажал и го кажувам, јас сум бил во постојана комуникација со сите чинители кои што го прават таа структура парламентарна, вклучувајќи опозицијата. Но нивните ставови беа секогаш ултимативни, односно крајни. Ајде разговараме за тоа. Не ми одговорите. Имаме ли закон или немаме закон? И кои се опциите? Што ќе предземете како парламентарно мнозинство? Доколку председателот не го потпише законот? Во оваа држава со устав е пропишено дека темелна вредност на Република Македонија е поделба на властите. Член 8 од Уставот на Република Македонија, во која поделба јасно е искажано поделба на законодавна, извршна и судска. Сега, ако е таа темелна вредност... Не, Борјан, те молам. Ако е тоа темелна одредница, добро, тогаш кој смее тој темел да го наруши? Председателот свесно вика не потпишувам против уставот оди и сега јас што понатам. Јас сега не навлегувам во тоа. Он може би мисли дека свесно не го потпишува. Нека совеста не ми дозволува. Ама тоа значи дека он свесно да ги нарушува темелните вредности на државата. И сега? Сега има други процедури. Како, например? Например, јас сум во тек на испитување на сите околности и откако ќе имам дефинитивна одлука за тоа што и како ќе направам, како што направив и во овој случај, така ќе го објавам. Има опции, Борјан. Не би сакал на време, ја чекам сепак да рефлектира председателот на Имате опција импичмент, немате двотретинско мнозинство. Не, тоа очигледно дека он се повикува на тоа дека нема двотретинско. И не е суштината во тоа во импичментот. Сега не е суштината да се навлезе во тоа што може кој и против кого да се покрене. За мене е битно дека јас сум обезбедил оно што сум го ветил претходно, дека више нема да дозволам да има ситуација да се блокира собранието. Барем додека сум јас председател на собранието. Ќе ги искористам сите инструменти да тоа го обезбедам, а убеден сум дека тоа го правам во интерес на граѓаните на Република Македонија, во целина како граѓани на Република Македонија, и сум убеден дека тоа е во интерес на државата во овие за државата, за граѓаните историски околности пред кои се наоѓаме, ако веќе ги имаме сите показатели дека Република Македонија е на праг да добие извештај за прогресот за членство во Европска Унија позитивен, безусловен, и негде до јули месец да се добие и датум безусловен за почеток на предпристапните преговори со Европската Унија, и ако се сите сигнали дека интензивните разговори што се одвиваат по однос на надминување на разликите околу спорот со името со јужниот сосед, сметам дека е моја политичка одговорност, свесно за таа одговорност, сум се решил за помало зло во моментот. Краткорочно да биде. Околу преговорите. Еве, има таа изјава од францускиот амбасадор кој вика дека на овој начин практично таа препорака може да биде успорена. Затоа што видите сега одлуките за тоа дискусијата во собранието не доликува на една парламентарна демократија. Не е баш така. Прво, ја не би сакал да коментирам негова изјава, пошто тоа е индивидуална дипломатска изјава на еден дипломат на една пријателска една земја членка. На една земја пријателска, прво и основна пријателска земја на Република Македонија. И битна членка на Европска унија. Секако, но не мислам дека е тоа став на француската влада, но во секој случај треба да знаат сите дека
за постапувањето, соодветно сум ги известувал сите чинители, вклучувајќи и меѓународна заедница, вклучувајќи и представникот на Европската Унија во Република Македонија. И мислам дека тоа не е изненадување што ќе се случи. Битно е дека јас сум обезбедил собранието да може да функционира во оној процес кој што е реформски, кој што следи, за кој што впрочем и самата опозиција се изјаснила и после после изгласувањето на законот, дека тие не се согласуваат со начинот на носење на законот за употреба на јазиците, но во секој случај ја информираат јавноста дека нема да отстапат од процесот на преговори, разговори за реформскиот процес, и тоа е позитивно и тоа е за поздравување за таквиот став на опозицијата. Впрочем, овај закон, овај текст, без онај дел што го, вклучувајќи го и онај дел што го однесовме, односно што се испрати во Венецијанската комисија, односно што се извлече од предлог законот, беше веќе усогласен во оние преговори за можното коалицирање со ВМРО, но поради другите точки што не се усогласија, немаше коалиција, но во секој случај овај закон го усогласивте со ВМРО ДПМН? 90%, ви викам, од тој закон што го усогласивме со ВМРО ДПМН во јануари 2017 година се извлечени одредбите од униформите на армијата, униформите на полицијата, банкнотите и артиите од вредност. Да ме прави. Тоа значи дека ВМРО ДПМН имало волја да учествува во донесување. Добро. И сега е прашање, што беше толку ургентно да се донесе овој закон, а да не се оди во една процедура, во еден диалог на страна амандманите, во еден диалог со оглед на тоа што се работи за чувствителен закон, да се обезбеди што почнок консензус. Не може да се импутира што било потребно да се избрза. За ништо не е избрзано. Затоа што? За ништо не е избрзано. Затоа што? Не, зашто мораше се, не ли можеше да се најдат? Демократијата има предизвици. Демократијата нема ултиматум. Сега то ти зборам. Имено, па ти зборам. Демократијата, значи, ако на 11 јануари е донесен законот, на 14 март е изгласен втор пат, тоа се 2 месеци. Ја 2 месеци дадов време да се уразумеме сите, во смисла да не кажем сега да се уразумат, да не би испаднало навредливо. И во сите тие разговори што сум ги обавувал со сите чинители и внатре во ВМРО и со сите други партнери во собранието, во смисла политички партии, единствено беше условено или Што или 35.000 амандмани или да се повлече законот. Во таква конотација не може да се влезе во разговор, и тоа не е разговор. Тоа е ултиматум. Вие имате писмо упатено до нив на 20 не сакам да ги злоупотребувам. На 22 јануари. Сте упатиле писмо и викате дајте ни амандмани, пратете. Слушајте ме сега, Борјан. И пратјаат амандмани и сега приказката завршува, нема расправа за амандмани. Сега приказката завршува нема затоа што прво, оно што било одредница на писмото на Иванов е спротивно на одредбите на Уставот, затоа што од две причини. Суспендираното вето на председателот на Републиката не значи по автоматизам и негово право да биде партнер во законодавната постапка. Не дава за право дека, користејќи го тоа право како суспендивно вето, да биде предлагач на материјалниот дел од законот, затоа што ово не е предлог закон. Според Уставот, според деловникот, предлагачи на закон може да бидат владата, пратеничка група или 10.000 граѓани со потписи кои што со решение ќе определат нивен представник. И тоа е уставна надлежност. Од друга страна, сите укажувања на председателот на Републиката се дека одредбите тие околу 21 во број поединечно ако ќе ги следите, се во смисла на уставноста или спротивставеноста со Уставот. Тоа не е негова надлежност. Затоа што тоа е надлежност на Уставниот суд, сакам да кажам. Затоа викам, тоа е Устав, тоа не може да го толкуваме затоа што е изричит Уставот во тој дел. Пропишани експлицитни надлежности на институцијата. Да ме прашам. И сега, сите амандмани од првиот до последниот, образложението е усогласување со Уставот. Проблемот е
Во законодавна постапка, процедура, единствено надлежно тело во законодавниот дом е законодавно правна комисија, која што во прво читање, пошто во редовна постапка беше законот, имало прво читање, па второ читање, па дојде на седница на собранието, второ читање да се одвива и да се изгласа. Законодавна правна комисија има единствена надлежност да го гледа според член 141 став 2 од деловникот, да го гледа, значи, предлог законот од аспект на потребата за носење на законот и од аспект на усогласеноста на предлог законот со уставот. И извештајот на законодавна правната комисија и на матичното работно тело, во случајов Комисијата за европски прашања, е дека има потреба да се донесе законот и законодавна правна комисија во тој собствен извештај утврдува дека законот е усогласен со уставот и нема пречки да се оди во понатамошна постапка. И како таков предлог законот доаѓа во второ читање на пленарна седница. И откако ќе се разгледа на второ читање, се изгласа законот и се изгласа на 11 јануари со 69 гласа за во првото гласање општо и пошто се гласа со Бадинтер, во второто гласање доби 27 гласа од сите тие присутни што беа од помалите заедници. Со тоа е законодавната процедура завршена и се носи на подпис председател. Сега ме праша нешто. Со тоа е завршено. Добро. И не значи автоматско право, оно што е пропишано во деловникот, дека може да се поднесат амандмани. Затоа што сметав, ако амандманите не бидат во делот на усогласеноста со уставот, но да ги искажат оние искажувања што ги кажа во претходните амандмани во второ читање, не го заборават. Има опозицијата околу 85 амандмани претходно во второ читање, но поради одлуката солидарна со пратениците кои што беа во притвор во меѓувреме, тие решија да не идат да учествуваат више во собранието. Не дека им било ускратено. Ние расправавме за законот во прво читање од септември до завршување, значи до негде тамо ноември, кога завршивме прво читање, па отиде на второ читање, па се врати на 11 јануари. Од каде му на законот европско знаменце? Владата ли го прати со европско знаменце? Па владата ако има програм... Европска комисија никогаш не спомнала дека овој закон има било каков приоритет во процесот на нашето интегрирање во Европска унија. Директно не се меша во оно што е процедура на законодавството во Република Македонија. Во сите претходни извештаи за прогрес, извештајот за прогрес на Република Македонија по однос на членство во Европска унија, имплицитно е укажано дека прашањето на Охридскиот рамковен договор треба да се затвори. Треба да се заокружи. Добро. И од тамо произлегува обврската ова работа да се регулира. Како можевме да носиме... Не стои никаде формулација треба да се заокружи рамковниот договор. Па треба да се исполни сега. Немојте дека почитувањето на законите и духот не претендирајте на Охридскиот рамковен договор и не претендирајте да мислите вечерва јас да ви ги цитирам сите прогрес извештаи што ги добивме од Европска комисија. Но натрешните односи меѓуетнички, граѓански, државни, меѓуинституционални ги решава Охридскиот рамковен договор со оние одредби кои што ги имаше, како последно што требало да се заокружи во правната, легислативната рамка, требаше потребата од носење на законот за употреба на другиот службен јазик, кој што го определува амандманот 5 од уставот, односно амандманот 5 на членот 7 од уставот, а тоа е употреба на вториот јазик службен во државните органи, институции, онако како што ќе биде пропишано со закон. И од тука произлегува обврската на собранието и правото на собранието како законодавец да донесува закон, а од тука произлегува и правото на владата како можен предлагач да го предложи предлог законот. И во контекстот општ произлегува обврската да се ние уредиме односите и во контекст на оно што е потреба на Европската унија, но во секој случај тоа е предлог на владата, кој што е доеден како таков и јас сум го испочитувал предлогот на владата така како што е и сум го ставил во соодветна
законодавна постапка со доделување на пратениците и со тоа почнуваат процедурите. Очигледно, слушаме експерти дебатираат неколку дена околу. Има разни толкувања на закони, членови и така натаму. Прашањето ми е за политичката, дозволете, за политичката одговорност како парламентарно мнозинство. Зошто не се обидете, зошто дозволувате да имаме очигледни последици на една се појжестока конфронтација, како на меѓуетничка линија, така и интраетничка. Зошто и дали сметате дека имате одговорност како парламентарно мнозинство, што во општеството се предизвикува таква состојба? Прво и основно, не можете да се повикувате состојба во општеството врз база на една група луѓе кои што имаат право да... Па не, тоа е една група на луѓе. Полека сега. Сепак не е група на луѓе. Општеството и парламентот се две работи. Парламентот со тоа што го прави влијае врз состојбите во општеството. Молам сега, новинарското толкување твое или гледање е така, јас си го гледам институционално. Парламентот е надлежен орган со устав определено да носи закон. Добро. Никој не исклучува можност некој закон да биде и лош во некои делови. Значи не исклучува. Затоа е дадено, пренесено право на пратениците, на избраниците да носат одлуки законодавни во законодавниот дом, онака како што е пропишено во уставот. И ако е политичка волја и одлука на еден субјект тоа да го попречи, а ти кажам со барање ултимативни, тогаш тоа не е консензус, тоа не е дебата. Јас ти кажам, 2 месеци им дадов можност да разговараме и разговаравме. Кажав, нема да спомнувам... Не успеавте. Нешто не успеав. Но тоа не значи дека ја, ако не успеав да ги убедам, затоа што имаат ултимативни барања, тогаш нема место за разговор ако барањата се ултимативни и исклучиви. Видите, крајности. Како владеач, како мнозинство, одговорноста ја имате. Борјан, одговорноста сум го кажал при превземање на мандатот како председател на собранието, сум го кажал во милион настани кај што сум се појавил јавно, да, поголема одговорност стои на мнозинството, но за своето однесување од одговорноста за состојбите во државата и во односите во државата, ништо помалку не е одговорна опозицијата. И сега, кога се повикувате на критериумите на Европска унија, политичкиот диалог е еден од клучните. И тоа Копенхашки критериум. Па ти кажа политички диалог. И сега имаме... Па ти кажа политички диалог. Кој политички диалог со ултиматум? Бевте готвени да прифатите некој амандман? Пример, еве ти кажувам сега, солуција. Која би била политичка логика за договор можен, мој како председател на собрание, пратеник на ДУИ, од името на ДУИ, да влезам, да кажем, еве, во таков диалог, да кажем, окей, ја како председател на собрание ви го прифаќам ово. Кој? Ако, пример, ти кажам. Некој амандман? Полека сега. Ти кажам сега за ово што ме праша. Да. Ако веќе мнозинството има политичка одлука и има, значи, констатација политичка, дека законот нема пречки во смисла на оно што е уставната определба. И било кој што има дилеми околу усогласеноста на законот со уставот, има уставна можност да покрене соодветна постапка пред соодветниот орган определен, единствено определен со уставот, член 108, 110, 112, тоа е Уставниот суд, соодветна постапка која што е. Другото, одевме во солуција во ред. Која е основното барање? Основно барање дали може барем казните да се намалат. Затоа што ако гледате бројот на амандмани, и ако гледате дека се околу 34.000 амандмани на член 22 кој што се однесува на казните, значи очигледно дека е тука тежиштето. Викам во ред. Еве под услов. Јас како председател на собрание, како пратеник представник на Демократска унија за интеграција, да ги разубедам и Демократска унија за интеграција и коалицијата СДСМ, односно мнозинството, да правиме одстапка. Дали вие можете да обезбедите сите други амандмани да се повлечат?
Не, ние не може да обезбедиме сите амандмани да се повлечат, затоа што не сме сигурни да и сите што се потпишале на амандмани ќе бидат подготвени да се потпишат за повлекување. Па, во кој диалог да влеземе тогаш? За кој диалог зборуваме тогаш? Значи, сакам едно, не можам да обезбедам друго. Може да ти обезбедам ово, ама не може да ми обезбеди другото. Тогаш како да се влезе? Во кој диалог да се влезе? Тогаш не, ако не можеме ова да се повлече законот, па ние наново да се договараме. Што наново да се договараме? Со кого наново да се договараме? А што ако се повлече законот? Што ако се повлече и се оди во друга процедура? Што е па тука проблемот, кажете? Што? Како што е проблемот? Што е проблемот? Па мнозинството си покренала постапка, надлежна постапка, процедурална постапка. Сами рековте дека одговорноста на мнозинството е голема. Во секој случај, ама нема помала одговорност и опозицијата. Немојте по таа логика, слушате, Борјан. Има одговорност да обезбеди што поширок консензус, во парламентарната пракса, за да се избегнат конфронтациите во општеството. Нема конфронтација во општеството. Како нема кога имате пратеници на кои палат коли и вчера ги чува полиција да видите куќи. Тоа више е деградација на оно што значи парламентаризам, и ако мислат институциите да го препуштат случајот на улицата, тогаш сериозен ризик, односно сериозен проблем имаме како држава. Па ние имаме проблем како држава. Ама тоа не е проблем. Те молам, тоа не е проблем на законот за употреба на јазиците. Тоа не е резултат на законот за употреба на јазиците. Тоа е резултат на таквото толкување на уставот и на законите онако како што им одговара на во некое си време, политичко. Не можете... Видете, тоа е реалноста политичка, господин Раджафери. Земете, ве молам, повикајте ги сите уставотворци. Повикајте ги на дебата и ќе ви кажат за оно што значи замисла на оние одредби на уставот. Друго, во ниедна парламентарна демократија не може и не смее да има споен подпис на председател на собрание и на председател на држава, ако се знае дека председател на државата нема надлежности во законодавната постапка. Оти ова чисто парламентарен систем. Ова се повикувате на спроведување на законот? На негова имплементација? Не, на уставот сега. Но, ако ги слушате уставотворците, зошто е тоа така, врат се малце во историјата како е воспоставена во Македонија парламентарната демократија. Од оној претходниот систем, во оние околности и со сите оние искуства и неискуства во практикување на парламентарна демократија, од еднопартискиот систем во плурален систем. Значи, некој си мислел во тоа време, луѓе, имаме институции неискусни за спроведување на парламентарна демократија, имаме искусен политичар кој што цело време бил во сите највисоки... Киро Григоров. Па добро да сега нека биде и Киро Григоров. Си мисле за да може да се поддржуват до определено време да се воспостави системот парламентарен. Но, ако вие воспоставите пракса сега, тогаш на било кој од сега, ако се применува таа пракса, му давате за можност кој да се сети да каже законот не ми се допаѓа, го имам на врска председателот на државата, пошто е мој кадар, мој предлог. Тоа е исто така сега од мене Демократска унија за интеграција да бара и да каже, слушај, од сега нема више да ставиш на дневен ред ниеден закон без оглед дали се работи за реформски процеси, за нереформски процеси. И ако се раководам по политичка волја и одлука на Демократска унија за интеграција, кај ќе го носам собранието? Господин Раджафери, сега, ова се споредби сега по однос на преседаните. Имаме ли проблем? Прво да прашам. Политички проблем, дали имаме? Не. Во овој момент, дали имаме сериозен политички проблем? Борјан, овде нема политички проблем. Овде има изричито политичка одлука на политичка партија која што не може да разбере дека е во опозиција и по секоја цена сака да тоа го претвори во проблем. Извини. Прашањето мое се однесува... Јас сум председател на собрание и така ти кажувам. Вие имате обврски како парламентарно мнозинство. Ја имам обврска се додека ги исцрпувам сите можности за разговор и за диалог. Во оној момент кога тоа ќе се исцрпи, слушајте ме сега, во оној момент кога ќе се исцрпат сите аргументи за разговор, за обид да се објаснуваат аргументите, потребите, и пак ви повторувам, оно што сум го кажал на опозицијата, пак го повторувам овде, разбирам дека во краткорочен период тоа ќе оди на моја лична штета, да кажеме, по однос на рейтинг можен.
Посебно во блокот граѓани. Не, во вашето гласачко тело се видите добар рейтинг, ова е една штета. Не тоа. Воопшто кај граѓаните, зашто мислиш нам интересира да имам рейтинг и кај тебе како Македонац? Но долгорочно ќе сватите сите кои што мислите поинаку дека ово било најдоброто решение што го направил председател на собранието Талат Џафери. Ама тоа ќе го покаже времето. Јас разбирам, денес за утре не очекувам никој ова да го прифати. Да ме прашам, 17 април треба да се објави дали Европската комисија ќе ни даде препорака за почеток на преговори. Тоа е стратешки интерес на државата. Европска комисија кажала јасно и гласно. Ве молам, дозволете ми да прашам. Во меѓувреме, знаете сами дека достите и тоа како во однос на усвојување и донесување на закони од парот трише. Еве на пример, вие дај кажи ми зашто доцниме. Се уште не успевате да донесете законот за заштита на Па за тоа не треба двотретинско, него ни укажува. Зошто не го донесувате? Ни укажува од Европска комисија дека треба да се усогласиме со опозицијата, тој закон чека усогласување со опозицијата и да помине. Има низа на други реформски закони кои треба да бидат усвоени. Се на дневен ред и чекаат усогласување на работните групи што работат во меѓу партиите СДСМ и ВМРО ДПМН, имајќи предвид дека предпоставувам, пошто се тоа предлози на владата, внатре коалицијата и внатре мнозинството се усогласени тие текстови и сега е оставено СДСМ како носител на мнозинството да се усогласи со ВМРО во оние точки што треба да се усогласи. Во оној момент кога ќе објават дека се усогласени, продолжува седницата на кои што се точките на дневен ред и чекаат поддршка на мнозинството. Пак не разбрав, од каде ургентноста? Па не е ургентно. Да се донесе законов. Па не била ургентна процедура е. СДС кои се волни да не ургентна како ургентна. ВМРО кои очигледно сте преговарали. Немојте да импутирате ургентно за законот за употреба на јазиците за кој што процедура ургентна. Во која што немало никако ургентност затоа што законот требало да се носи уште во 100 дена на владата кога се формирало. Сега што требало уште по тие 27 април настаните уште во тоа неизлечено по однос на настаните, ја да почна во јуни, јули месец да спроведувам иста слика тамо. Со оно што го подготвија пратениците со однесувањето, со блокирање на говорницата. Па за малку и имаше ситуација со... Затоа за малку, затоа јас бев стрплив. Исто како што бев стрплив на 14 со сите оние... Па не бевте баш кога ќе ви се види онаа слика со Груевски кога се... Па што сега, да не очекувавте сега... Што друго? Прво, нека се мисли, он тоа што прави... Па тоа не е трпеливост. Па не е трпеливост, он нека се мисли, дали му е место таму? Како дали му е место? Пратеник? Ако е пратеник, тоа место не е случајно издигнато таму. Дека не сме да дојде? Прашај го дали му е место таму и да смее некој. И за таков настап на некои си други луѓе 24 декември што направил он со тие што се качија горе. А за разлика од него јас тоа не сум го направил. Зошто? Затоа што знаев и сметав дека не смее тоа да прави. Вие сте последниот кој би требало вака да ги изгуби нервите. Па не сум изгубил нерви. Па не сум изгубил нерви, излегувам пауза, давам и излегувам, одам. Па се попречу што... Па се попречу сега, ја не знам кој кому му стои на пат. Кој кому му стои на пат овде? Ја нему или он мени? Ајде, сега објасните, ако врата тамо видиш отворена врата. Можете да го заобиколите. Не, полека сега. Тамо е отворена врата за излез. Сум дал пауза. Така? Да. Од седиштето овде сум станал да излезам. Кој кому му се попречил овде? Он ми е на патот, но можете да го заобиколите. Кај да го заобиколам? На жардинјерата овде? Или да го туркам да го испрлам од таму? Можеше да дојде физичка пресметка? Може би посакувал тоа. Ама јас сум бил решен затоа што јавно сум кажал никогаш нема да се случи во мој мандат да се повтори 24 декември, да се повтори 27 април. Затоа што јас имам поинакво поимање на тоа што е парламент. Јас сум бил и извршна власт, сум бил и сум парламентарец. Се согласувате ли дека не личи на едно демократско собрание, парламент, да отфрли расправа по било каков амандман? Ако е целта повисока, да. Која е повисока? Затоа што
направите проста математика. 36.000 амандмани, по 5 минути расправа и гласање, по 5 минути, тоа би се 300 работни дена по 10 часа, ништо друго да не работите, вклучувајќи празници, недели, саботи. Кој ви рече дека омеѓу време може би, ако имавте трпение, дека немаше да се откажат оддел од тие амандмани и ќе се разговараше за некој? Кажуваат дека не се откажуваме од амандманите. Што ти зборам, 2 месеци зборам, вика не се откажуваме од амандманите, или ќе го повлечете законот, или не се откажуваме од амандманот. И што е тоа? Ултиматум. Што треба да воспоставиме пракса? Да воспоставиме пракса ултимативно да работиме. Сме во политичка криза сега? Не. Не. Не ми одговоривте, тоа што се изложени пратениците на таква една ситуација, на каква што се? Јас апелирам. Тоа значи дека меѓу населението постои револт. Видете, Борјан, јас почитувам револт. Почитувам несогласување на било кој. Но, атакот врз институцијата пратеник никаде е недозволива и тоа институциите треба да ги извршуваат своите надлежности. Не може било кој на улица да се најде поради лично убедување дека некој прави нешто лошо, на таков начин да се расправа со пратениците. Немојте, луѓе, мислете ако сите мислат како што се повикуваат дека мислат за државата и за граѓаните за интересот. Интерес на граѓаните и на државата во контекст не е тако да се шиканираат пратениците. Затоа што е уставна одредба дека пратениците ни кривично, никако не одговарат за нивните одлуки, за нивните убедувања по однос на оно што го гласаат и во соодветна процедура. Рушите систем, рушите, не мислам на вас или на било тоа, него е тоа ова класично рушење на институции, на систем. Па така ќе ви речат господине Џафери и за тоа што ги отфрлате амандманите. Повторно исто ќе ви мислите дека се руши принципот на парламентарната демократија. Не сакам да го кажам ово. Ако некој политички мисли дека е тоа интерес на граѓаните македонци, на ваков начин да си рушат институција, парламент, односно пратеник, со тоа што ќе се дозволи, на кој ќе му се текне, некому да му оди во домот и да му загрози имот, да му загрози живот. Не. Тоа е уставна обврска на институција држава Република Македонија да го обезбеди тоа. И не можете да ме не можете да ме убедите, се дури не се обезбеди тоа и не може да се случи на пратеник да му биде изгорена кола и да кажете дека тоа е обезбедено. Немојте, Борјан, тоа мислете за оно што сметате дека е интерес. Па тогаш има одговорност Министерството на внатрешни работи ако не е обезбедено тоа. Не е тоа. Државата и одговорност е на секој тоа, не може на секој тамо индивидуално или поттикнат од политика. Револтот кој се покрена поради ваквата постапка во собранието. Тоа е моето прашање. Не е никакво револт, поради постапката. Борјан, дента имаше, колку што имаше луѓе со сета почит пред собранието, никој не ги чепка и не смее да ги чепка. Протестират се и го кажува своето мислење. Но правото на мислење не значи и право на акција да превземеш право во своји раце. Ајде прашам, што понатаму се? Како ќе обезбедите да се поврати политичкиот диалог? Нешто што е ваша одговорност. Политичкиот диалог тече. Кај тече? Тек сега не доаѓаат ВМРО на... Како мислиш не доаѓаат? Ќе учествуваат во работата на собранието? ВМРО рекло јасно и гласно. Ние нема да одиме во собрание све, дури не се реши статус на пратениците кои што се во притвор. Тие не донеле одлука за недоаѓање во собранието поради закон за јазиците. Добро, но ова ќе има дамка. Абе тоа дамката сега, многу дамки има ова држава. Па до кога? Полека се. Сега сум кажал, пресекот е овде више. Стоп. Затоа се одвиваат разговорите. И затоа мислам дека Мицковски и покрај сиот револт кон мене лично и кон постапките мои, сепак се издигна во некој ниво и да обзнани дека не одстапува од реформскиот процес на државата
Затоа што оваа дамка може да се испере со процедура со одветна. Тоа значи дека ќе ви дојдат сега, ќе ви дојдат во собрание кога ќе имате. Ама нема да дојдат дури да се пуштат 20 пратеници, тоа им е услов сега, што ти кажам. 20 пратеници кои што се во активен притвор додека не се пуштат на слобода, односно додека не се пуштат да се бранат како и другите што се во услов, не идат во собрание. Да привршиме. Има ли опција да оди законот со ваш подпис? Во период кога председателот треба да биде, ќе оди во Австралија и се дури има време за резон, не сакам да размислам за таква опција. Кој Па добро да сега има роком тоа да си го постави. Законот треба стапи на сила во рок од 7 дена, да биде објавен во службен вестник. Ја не работам по трк на медиумско порачување. Јас си ги студирам сите мои надлежности, сите мои можности и тогаш кога ќе имам конечна одлука што потаму, ќе ве прибирам таму како што си ги повикувам на брифинг новинарите, ќе ги соопштам јавно. Не ми одговоривте опциите кои ви се? Кажувам, јас ги испитувам сите опции. Сето дека ги испитувам во фаза на испитување опциите, што мора да ги кажувам кои се опциите. Ќе ги кажувам тогаш кога ќе имам одлука која од опциите ќе ја користам. Господине Шафери, благодарам што сте гости во Новото студио. Тоа е се во ово издание на Новото студио. Ви благодарам за вниманието. Имајте пријатен викенд до гледање.